Која ќе биде вашата порака вечерва? Мојата порака? Многу треба да направиме за да смениме. Многу. Прво од нас да почне, да престанат да се сликаат политичарите покрај повредени деца, покрај деца кои што се борат за живот, да престанат да ги користат овие за политички цели. Не интересира политика, затоа што политиката очигледно и корупцијата почна да не убива во вистинска смисла. Да не ја забораваме оваа трагедија. Да не ги забораваме. Господин Незаев, сте единствениот човек во последниве 2 декади кој што ја смени историјата во Македонија, кој што ја тргна маската на вештачкиот лицемерен национализам кој што се криеше зад зборот демократија. Вие, господин Незаев, ја сменивте историјата и на Балканот, кој што во умот на секој интелектуалец низ целиот свет постои како црна дупка се уште, поради разорниот конфликт, поради национализмот, поради лажниот патриотизам, кој што ништо друго не ни донесе освен разор и конфликт меѓу сите нас. Вие, господин Незаев, сте првиот човек кој тоа го донесе. Вие сте најголемата мотивација поради која што јас, како еден... Глупачата шарена прво вика, ова вика не е политички собир, следна реченица вика реформи, реформи, довдека не е корупција, реформи, реформи. Проблемот со сите ова се ви реков вчера, што сте second hand револуција. Нешто ми се прекинало. Second hand. Све што ќе видите, тоа што ќе видат вашите ментори, што ќе применат горе у Србија, после тоа ви го пренесуваат знаењето на вас и викате и ова функционираше, овој слоган функционираше, употребете го, и овој транспарент функционираше, употребете го. Од небо се гледа. У Србија беше тишина која одјекуе. Некој ми го сече интернетот и затоа се прекиниве. Не знам колку ова траеше, на 2 пати по некој 20. Глупачата шарена вчера прво вика ова не е политички собир, а после тоа паѓаше у хистерија и се дереше реформи, реформи, довде ни е од корупција, реформи, реформи. Страшна работа. Извинете што пред малку го прекинав емитувањето, ова ми се нема случајно, неколку пати интернет врската се прекинуваше и помислив дека е подобро да го прекинам. Но одиме понатака, што сакав да кажам? Проблем со ваквите како овие што ги праќате во први борбени редови Филипче е тоа што се идиоти. И како уште не сваќате дека се бройлерчиња. Корисни идиоти, ако сакате, тоа е назив многу светов употребувам последно време. Ама само вие мислите дека ви носат корист. Таквите ви донесоа само штета. Таквите корисни идиоти ве турна и од власт. На кој начин можеме друг пут да правиме муабет? Нивната ароганција, нивната бахатост, нивната лицемерност, нивната подмолност, нивното полтронство, во голема мера кумува вие да изгубите власта. Ако не сваќате како друга прилика ќе ви објаснам. Сега друго ми е поентата. Пошто видов вчерашниот мој пост, очигледно сум брцнал тамо кај што највише ги боли, кога реков да не паѓате на провокации на невладините, кои што се платени со странски пари, а играат сега во корист на СДС и на ДОИ, и да не одите на нивните обиди да ја вознемират, разбрануваат јавноста за евентуално да предизвикаат некој предвремени избори и некоја промена на власт, што е нонсенс. По тој пост, по коментарите кои што ми ги пуштаа одредени у овие ботови, луѓе, како сакате наречете ги,
сватив дека сум ги допрел таму кај што највише ги боли, па затоа ги оставив нивните коментари од мојот претходен, последен пост да ги читате, да видите за какви луѓе се работи, да видите кога се пуштени од ланец за да се обидат да нападнат некого, да го раскринкаат, да го дефимираат и така натаму и така натаму. Затоа сега ќе се обидам да свртам внимание на некои работи. Ваква активистка, членка по право на СДС, која што сега се прикажува како независна активистка, вакви ќе гледате се повеќе во наредниот период. Се чувствам одговорен да свртам внимание на тие понаивните, да знаат како да ги препознаат овие second hand револуционери, или шарени револуционери, или обоени револуционери, или како сакате крстете ги, за полесно да ги препознавате. Кога се работи за смислена пропаганда, а не за некој изблив на овој спонтано избивање, избивање на емоции, излив по право на емоции. Да ги препознаете кога е сето тоа наместено. Еве да кажеме, таа членката на СДС, што сега се прикажува како независна активистка, што мислите случајно баш неа ја одбра овие од телевизијава да ја снимаат? На толку луѓе баш неа, на неа налета камерава? И баш која налета на неа камерава, баш беше толку спремна у моментот како навиена да хистерише реформи, додека ние реформи, и дури уште малце ќе почнеше да ги диригираше на тој хорот зад неа што стоја, па нешто почнаа да скандираат. Значи, тоа е една работа. Втора работа, гледајте ги слоганите што ги користат порталите нивни кога објавуваа од собирот вчера во Скопје. Во Србија беше тишина која одјекува, тишина која одекнува. Слоган кој што на некој начин ги галванизираше масите кога се побунија против она што се случи против реакцијата на власта кога се случи трагедијата во Нови Сад. Кај нас сега не пишуваат порталиве што се нивни, не пишуваат тишина која одекнува, него пишуваат нешто друг фазон. Тишината која е најгласна, тишината која е бучна, ме разбирате? Синоними на таа, ако можам така да се речам, верзии на таа фраза, на тој слоган. Она кој е следен, реформите, слоганите за системот, транспаренти со цитати од некои овие песни познати, што знам, писатели левичари, небитно што биле уствари, дали левичари или десничари, но да, у случајов ова. Ке ги препознаете овие second hand револуционери што кобајаги се прикажуваат за многу загрижени граѓански активисти по тоа што нивните изјави ги пренесуваат портали, поединци, здруженија, Facebook групи, Instagram групи, кои што се поврзани со левичарски, LGBT идеологии, родови идеологии, луѓе кои што се блиски до овие разни комитети за вакви и онакви права, цивили мивили, по тоа ќе ги видите дека е тоа оркестриран напад или оркестриран обид да се дестабилизира јавното мислење, да се смени јавното мислење, евентуално да се предизвика промена на власта во една држава. По тоа лесно ќе ги приметите.
Погледнете ги изјавите што ги даваат и поединци од оваков комитет, од ова цивилно здружение, од она цивилно здружение, си ги пренесуваат, си ги преземаат меѓу себе со овие десетина што се LGBT невладини за родови идеологии разни, што ни ги труеа мозоците кога дојде СДС на власт, доека не си замина, кои што се закануваа на све живо и диво кога некој ќе излезеше со контрастав против нив, што одма фрчаа со тужби, со мужби, со пријави за дискриминација, за курс се тресе уладна вода за такви работи. Затоа велам, многу лесно ќе ги препознаете. Само видите кој ги споделува, кој ги коментира, кој им аплаудира. И се ќе ви стане јасно. Кој ги лајкува, поточно сега, не е тоа аплаудира, кој ги лајкува. Жално у целата таа работа, што вие како секонд-хенд револуционери, перјаници на Социјалдемократскиот сојуз и на Дуи Муи, не се ни обидувате да смислите нешто оригинално. Тоа е најголемата трагедија. Кај си правите Кичановиќ, кај ни малце не трошите креативност бар да смислите нешто оригинално во тие настапи. Мора све да биде копија проверена работа од горе, од северот. Кој ќе дојат тие тамо менторите, деца, ова се покаже горе во Србија многу ефикасно, народот се залепи за овој слоган, ајмо сега и вие тој истиот слоган вака да го испромовирате у јавност преку вашите настапи. Вие сте најголемите штеточини за секоја држава која што сака, има намер да зачува барем дел од својот суверенитет и која што се бори, ги штити своите државни национални интереси. Вие сте гамат бубашваби. И вас треба шо поскоро да ве затворат, да ве пломбираат, од прв до последен. Каква ќе биде политичката волја на ВМРО со коалицијата, не знам, ама ако им треба поддршка за таа работа, ќе ја добијат у секое време. Вас треба да ве пломбираат и да ве забранат дури и со закон. Море, зашо тие се тие ниски работи? Тука вие го, како да ви кажам, затоа не сте му откорисни на Филипче, затоа што паметните, разумните луѓе ги гледаат вашите дубари и курназлаци многу јасно. Дури и увеличено ги гледаме преку лупа, како преку лупа да ги гледаме. И јасни ни сте ко ден. А сепак се обидуете да ја труете јавноста со тие ваши курназлаци. А провидни сте, прозирни сте. И сите, се што може да искористите, вие користите. Не бирате место и време, како во случајов. 24 часа не поминаа од трагедијата у Кочани. Вие веќе почнавте полека да ги покажуете главите ко змии од под камен. Прво, види, да изразиме сочувство, жалење, мермер. Не зборам за сите кои што се собирате тамо од и така некои ботови, одма спинуваат, ете, сите тие ги нарекуваш што загубиле ова. Со такви спинови со мене не. Оти ќе ве напучам другачие.
И сега тие истите користат секоја ситуација како во случајов. Значи, толку се блазирани, толку се неемпатични, толку немаат грам совест. Ни 24 часа по трагедијата веќе почнаа да ја политизираат целата работа. Да, нема никаков сомнеш дека во трагедијата во Кочан има многу политика. Уствари се е политика, затоа што корупцијата е наратив на политиката. Или обратно, како сакате. Кај нас политиката, корупцијата е главен бренд на политиката. Но, да го политизирате настанот со цел да предизвикате дестабилизација во една држава, тоа е перверзното. Тоа е неемпатичното. Особено да предизвикате дестабилизација кога власта, многу агилно, пак ќе повторам, многу одговорно си зема на себе одговорност, тавтологија нема везе, си презема на себе одговорност да го расчисти случајот од прв до последен кој што е виновен за таа трагедија. Зашто тогаш собир? Зашто тогаш такво политизирање? НГО, невладиниве, си презимаат вакво избори, власта да се сменела, вака више не може. Како беше у ваше време, бе? Да не... Како беше? Дали некој од вас кажа а за модуларната болница у Тетово кога горе живи? Дали некој од вас кажа а за Ласкарци? За оној автобус што изгореа 45 луѓе во Бугарија? Дали некој кажа а што нема, никој не презема, никој не беше осуден за таа работа? Дали некој го кажа нешто уврска со тоа од вас? Не. Не. И сега одеднаш вие се обидувате да спинувате дека малтене корупцијата дека од вчера овдека. И покрај добрата, не само добрата волја, него решеноста на власта да го расчисти случајот. Гледате, од првата секунда не седат со скрстени рацеве, ѓубриња шарени. Приведуваат луѓе, ги ставаат у притвор, поднесуваат оставки градоначалници, се менуваат началници на полиција, командири на полициски станици у неколку градови. Се прави чистка. Очигледно на некој власта му е дојдено исто преку глава вакви трагедии да му се повторуваат у мандатот. Не само мандатот, што е небитно, него сите ти имаат деца. Утре некој негово дете може да биде некоја дискотека у Скопје што ќе се запали, видовте, инспекции пуштија у Скопје, не знам колку дискотеки, само две имаат лиценца за таа дејност. Свесен е дека утре може негово дете да настрада. И се вие сето тоа го злоупотребувате да извлечете политички поени за Филипчи, за СДС. Филипчеве, како да ти објаснам, бе, човек? Си пукаш у глава со ваквиве лајпрди. Пошто се провалени, пошто одма на таа глупачата шарена и најдоа дека клип инфлангранти фатена дека е членка на СДС. Каде бе со тие луѓе? Пак ќе ги вадите од нафталин, Полчето, Васил, овој, оној, пак ќе ги вадите од нафталин. Да ве поддржуваат. Испрдоци. Нивното поминало.
И да ви кажем уште една работа. Пошто кога вака ми праќате ботови да ме навредуваат на мои постови, на мои објави, на мои видеоролни, да ви кажам, како што ви кажав во една прилика многу одамна, на некој од вас, не иритирајте, не провоцирајте. Од јунака сум спремен многу одамна да го спречам секој ваш обид за курназлак или да продаете курназлак или спин во јавноста. Пошто се понашате како што се понашате, особено кога сте на власт, кога не приметуете никого, кога секого множите со нула, кога вие сте грофовите од конопи што сите други се неважни, кога сте лицемерни, кога сте опозиција, кога глумите мајки Терези, филантропи, загрижени граѓани, очајни граѓани, нервозни граѓани, бесни граѓани, одговорни граѓани. У секој момент ќе ги разобличувам тие ваши курназлаци, тие ваши фами, тие ваши демагогии. Пошто останавте говна какви што бевте. Бетер, само сега поише смрдите. Многу поише смрдите. Така што, овој пат, тие шарени говнари, што ги правевте од 2015-16 година, нема да ви поминат. Нема. Еве ви подпишем со 2 раце сега, кај сакате. Немате вие таква сила за да победите, за да надфрлите, за да надсилите секој наш, да го надсилите гневот во секој од нас што го имаме кон вас и она што и начинот како владеевте 6-7 години. Немате таква сила за да го неутрализирате, да не натерате да заборавиме на нашиот презир кон вас како човечки субстрат, како партија, како поединци. За вашата подмолност и ароганција што го имаме тој презир. Така што ваквите шарени глупачи и клоновите неизини во невладините, тие што управуваат со години со одредени невладени организации што се ваши пулени, кои што ги немаше нигде со години, се годинаш ќе подадоа главата, од новинари до новинари и до не знам шо. Кажете им пак да си ја повлечат главата у оклопот ко жилки и нека ќутат. Нека ќутат, ве знаеме како стари пари. Више не проаѓате. Не проаѓате. А за ваша најголема жал, овој пат власта ќе расчисти со многу нешто што се негативни у ово општество. Ја мислам дека ќе ги натераат луѓето да се плашат 5 пати да размислат пред да решат да влезат во коруптивна сделка. Ама тоа ќе биде многу поголема одговорност и за нив. Затоа што ново поставените правила ќе мора да важат и за нив. Тоест во превод, премиерот ќе треба страотно добро да ја држи ситуацијата под контрола, својата околина, своето окружување, своите луѓе, своите помошници, асистенти, десни раце, вакви раце, онакви раце,
за да не му се помочаат у супата утре. Оти тогаш ке мора да ги пушта по вода. Како што го пушти по вода градоначалников на Кочани. Мора така. Кој сгрешил, ќе си одговара или ќе плати цена за тоа што сгрешил. Затоа, уште еден апел до вас, до тебе, Филипче, до Социјалдемократски сојуз, мани оваа чорава работа. Манете ја, седете мадроти со секој ваш потек за дестабилизација, обид да се смени власта, да направите тивок пуч, прво медиумски пропаганден. Нема да ви помине, бе. Ве знаеме многу добро какви џубриња сте. Многу добро. Каков ментален склоп имате. На што сте спремни. Што сте спремни да прифатите и да одиграте само за да дојдете на власт. Вас ни фабричко подесуење не ви помага, бе, Филипче. Вие сте умрена партија. Заслужено се само утепавте. Заслужено. Пошто такви, како таа глупачата Шарена, ги имавте и кога Заев доаѓаше на власт и кога дојде на власт. Слични такви, како не, ако не исти. Кои што од тогаш, од кога ги напикавте советници, моментници, не знам, у парламенту, вамо, у тамо, глас не им чувна. Ај што не им чувна глас, туку и сами многу брзо видовте за какви карактери се работи. Некој беше фатен со дрогица, па мораше да поднесе оставка, друг не знам со шо беше овој патуење у Бразил умразил, трет не знам у Калкун, тој како се викаше албиното од Мексико што го чекали како беше тоа за да го приведат, и да не зборам скандали, да не зборам тоа што го правевте кога го распродававте својот народ на Бугарија и на Грција. Така што многу сум сериозен, нема да дозволиме овој пат. Можете да праќате уште 1000 ботови на моите објави. Понекад ќе ги блокирам, некад не ги ни блокирам, им коментирам, се заебавам со нив. Можете 1000 да праќате уште. Ама мојата решеност да ви ебам матер секојаш кога ќе се дрзнете да направите или да се покажете она што не сте, нема да ја, таа решеност нема да ја неутрализирате. Ај сега. Одете фарбајте шарени јајца.